Луѓето кои немаат симптоми на новиот коронавирус ретко ја шират инфекцијата, изјави епидемиолог на Светската здравствена организација Марија Ван Керх. Врз основа на податоците што ги имаме, се чини дека ретко лице без симптоми го пренесува вирусот на друго лице, нагласи таа. Ван Керх истакна дека СЗО добива извештаи од држави што детално ги следат контактите на заразените, вклучително и асимптоматските случаи, и тие држави не откриле дека пренесувањето продолжува со таквите случаи. Ван Керх рече дека луѓето кои немаат симптоми на COVID-19 често развиваат лесна форма на болеста. Во исто време, таа повтори дека вирусот се шири преку капки што се ослободуваат кога некој кашла или кива. Патните правци помеѓу Велика Британија и некои други држави без рестрикции повторно ќе се отворат на 29 јуни, соопшти британската група Кваш Карантин, која ги застапува туристичките интереси на туристичкиот сектор на земјата. Групата, како што ги представува 500 туристички агенции и гостителски компании, во денешното соопштение истакна дека продолжува да ги истражува опциите за правно дејствување и да се приклучи на иницијативата предводена од компанијата British Airways, која се спротивставува на правилата на владата за двонеделен карантин или да покрене сопствена кампања. Портпаролот на Кваш Карантин, Пол Чарлс, истакна дека сака 29 јуни да биде потврден како датум од кога ќе може без рестрикции да се патува помеѓу Велика Британија и другите земји. Председателот на САД, Доналд Трамп, изјави дека нема да има распуштање на полицијата по повикот за расформирање на службите за спроведување на законот по смртта на Џорџ Флојд, кој беше убиен од полицаец за време на приведување. Говорејќи на тркалезна маса во Белата куќа со представници на службата за спроведување на законот, Трамп рече дека 99% од полициските службеници се одлични луѓе, иако има некои расипани јаболка. Нема да има распуштање, нема да има расформирање на нашата полиција. Нашата полиција ни дозволува да живееме во мир и сакаме да се погрижиме таму да нема лоши глумци, рече Трамп за време на средбата со полициските службеници и началниците на полицијата во Белата куќа, додавајќи дека тој верува дека 99% од полицајците се одлични луѓе. Смртта на Флојд предизвика незадоволство од полицијата и протести низ целата држава.